Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Ведран Андоновски. Емисијата започнуваме со преглед на најновите вести. Еве што се случуваше во САД и светот во последните 24 часа. Бел Божиќ, но и голема главоболка. Силното невреме во североисточниот дел на САД донесе снег за празниците, но истовремено создаде хаос во сообраќајот, кога многумина беа на пат за дома по празнувањето. Националната метеоролошка управа објави предупредување за зимско невреме од Мејн до Њу Џерси и предвидува до половина метар снег во Њујорк и Бостон до понеделник навечер, со ветришта од 80 км на час. Откажани се илјадници летови на аеродромите во Њујорк, Бостон, Филаделфија и Вашингтон, а прекинате и железничкиот сообраќај меѓу Њујорк и Бостон. Гувернерите на сојузните држави Масачусетс, Мериленд, Вирџинија и Северна Каролина објавија вонредна состојба. Во јужните градови Атланта и Колумбија по прв пат снег за Божиќ од доцните 1800. Напната ситуација на Корејскиот полуостров. Јужнокорејскиот председател им порача на сограѓаните да не се плашат од војна со Северна Кореја и дека армијата мора безмилосно да одговори на евентуалниот напад. Ли Мунг Бак во редовното обраќање до нацијата повика на национално единство. Напнатоста меѓу двете земји на невисоко ниво во последниве неколку децении, откако Северна Кореја отвори артилериски оган врз Јужнокорејски остров минатиот месец, а Јужна Кореја возврати со војни вежби со боева муниција. 우리를 분열시키기 위해서 우리를 Основачот на Playboy ќе се жени. 84 годишниот Хју Хефнер и предложил брак на 23 годишната плеймейт Кимберли Кристал Харис за божичните празници. На порака во Твитер, Хефнер тврди дека прстенот ја довел до солзи радосници. А во киносалите во САД, Викендов хит Малите фокерови, продолжение на семејната комедија со Бен Стилер, Роберт Де Ниро, Дастин Хофман и Барбара Стрейсанд. Филмот оствари $34 милиони. На второ место со 26 милиони е вестернот Вистинска решеност, во кој настапуваат Джеф Бриджис и Мет Деймон. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. А во продолжение на Newsflash, сезонава на празници во САД е време на прослави, но и на дарежливост. Во продолжение прилог за доброволци, чија работа го полни срцето повеќе од материјалната добивка. Армијата на Спасот, позната добротворна организација во САД, за Божиќ има и познат звук. На звонче, пред многу продавници. Така се собираат донации за сиромашните. Во Лос Анџелес, мајките со ниски примења добија играчки за нивните деца и купони за храна за Божиќ. Марина Мартинес од организацијата вели: луѓето едноставно сакаат да дадат и да се среќни што го прават тоа. Мислата што ги води е: има многумина во светот на кој им треба многу повеќе од мене. Божитните купувачи во Пасадена, Калифорнија, прават нешто друго. Се поврзуваат со луѓе од друг дел на светот. Занетчи од Кенија и од Непал произведуваат предмети што се продаваат овде, во продавница наречена 10.000 села. Проектот го почнале менонитите. Се соработува со занаетчи од 35 држави кои добиваат честна цена за производите. Фред Дан честопати купува од оваа продавница. Секогаш ме интригира убавината на предметите што овде се нудат. Има производи од цел свет и со тоа што купувам од тука им помагам на нивните творци. Менаџерот на продавницата Сем Билс вели дека има и други добри страни на оваа трансакција. Секој предмет има приказна и на купувачите им отвара погледи кон други делови на светот. Со купувањето на предметот, луѓето добиваат информација од каде доаѓа, како е направен или одгледан. Тоа го прави чинот на купување и дарување поинтересен. Билс вели дека сезоната на празници е идеална за отворање на овие видици кон светот и во сопственото срце.
Многумина муслимани се загрижени дека терористичките напади извршени во име на исламот создаваат лажен впечаток дека нивната вера по природа е насилничка. Група американски муслимани во кампања на Таймс Сквер во Њујорк го брани исламот од таквата импресија. Среде поплавата од светла на Таймс Сквер во Њујорк, реклами има за се и се што. Од ресторани до театри, фармацевтски производи и реклами за гордоста на градот Јенките. Оно што е различно во оваа празнична сезона е 15 секунди видео спот спонзориран од Муслимани за мир, група која ја следи пацифистичката традиција на исламот. За пораката на групата зборува портпаролот Ахмед Чаудри. За жал, муслиманите понекогаш се етикетираат како терористи или како нелојални кон САД. Но нашето учење е многу фундаментално во исламот и вели дека треба да сте лојални на земјата во која живеете. Тоа е суштината на нашето учење. Чаудри вели дека кампањата Муслиманите за мир е лансирана како одговор на обидот за терористички напад на Таймс Сквер во мај годинава. Решивме дека не сакаме само да изразиме став на осуда на тероризмот, туку нешто и да сториме за тоа. Да му покажеме на светот дека сме миролюбиви муслимани. Напоредно со видеото, групата дистрибуира и летоци со слична содржина. Джо Кайл, агент за недвижнини од Нью Джерси, добил еден од тие летоци. Патувам по цела Америка, сите заедно ја градиме земјата во нешто прекрасно. Јас поддржувам добри дела. Имам пријатели од сите религии и така треба да биде. Им посакувам успех. Ахмед Чаудри вели дека милитантите муслимани, особено по 11 септември 2001, ја изопачиле представата за исламот во медиумите и меѓу луѓето во светот. Групата Муслимани за мир сака да го смени тоа, зашто, како што вели Чаудри, нивната вера проповеда љубов за другите, лојалност за државата и мир за сите. Утре во Њусфлеш и атеистите имаат свој празник. Американците кои не се дел од ниту една вера го чествуваат човековото резонирање и хуманизмот. Гледате утре во Њусфлеш. Од студиото во Вашингтон го гледавте Њусфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Ведран Андоновски. А за најнови содржини посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.